почитуван премиер, очигледно не можеме и не сакате да се разбериме. Јас ви го цитирав извештајот на Стейт Департментот, каде што владата на која сте вие премиер е посочена како најкорумпираниот елемент на државата. И не знам поише што да разговараме. Ми зборувате за реформи, за борба со во судството, за борба со корупцијата. Зборувате за некаков напредок. Кога ВМРО ДПМН беше на власт, на листата на Transparency International бевме рангирани 64-то место. За 2021 бевме катастрофално на 111-то место, сега поради некоја активност на ДКСК сме на 85-то место, сепак за 20 места подолу од времето кога ВМРО ДПМН беше на власт. И што тука не е јасно? Ова се бројки, податоци, факти кои се јавно достапни и кои Transparency International ова рангирање го прави. Ви зборувате за реформи во судството, а само за половина година, откако даде изјава екс-амбасадорката Брнс на Соединетите Американски држави, кога кажа дека довербата во судството е 8%, сега имате доверба на судството 3%. За какви реформи во судството зборувате, кога на сите установи во правосудниот систем имате партиски кадри? Едно време беше на судскиот совет Павлинка Црвенковска, ваш член, која никогаш не била судија, била стручен соработник, и кажа, си напушти самата, дека судството е под притисок на судска, бизнис, политичка елита. После тоа не можевте и некако најдовте замена, повторно партиски кадар. Од вашата правна комисија во Социјалдемократскиот сојуз ја видовме сите на фотографија сликана заедно со екс-председателот Заев во просториите на вашата партија, сега е председателка на судски совет. Сите установи во правосудството ви ги водат партиски луѓе. Тука, почитуван премиер, не може да има искрена борба со корупцијата и криминалот. Тука се работи само за декларативна заложба на зборови, која сите ја препознаја, бидејќи нема амбасадор во Република Македонија кој не ви кажува дека лошо се справувате во борбата со криминалот и корупцијата. Катастрофално лошо се справувате. Затоа потребни се промени, потребни се избори, потребни се реформи во правосудниот систем, да си ја вратат граѓаните довербата. Благодарам.